Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и после една малку полога празнична пауза го следите најновото издание на Јокламата. Издание кое што овој пат повторно ќе го посветиме на спортот, ќе го посветиме конкретно на едрењето, имено во викендов кој што е зад нас во Струга, едриличарскиот клуб Снегар од нашиот соседен град ја организира манифестацијата на која што беа избрани најдобрите едриличари, па и причина и повод за гостувањето на моите денешни соговорници Иван Андреевски, инаку председател на едриличарскиот клуб Снегар од Струга, како и Маријан Гардановски, секретар. Со нив го започнуваме новиот циклус на Јоклама, зборуваме за еден од нашите најубави спортови, спорт кој што во изминативе неколку години почнува повторно да си го добива сјајот кој што му заслужува. Меѓутоа, ајде со ред, добре ми дојдовте во Јокламата, среќна нова година, среќни празници, сите како сте, како ги поминавте празниците? Па добро, супер, одлично. Така. Имаше работа, имаше спорт или имаше повеќе забава и одмор? Па повеќе забава, можам да кажам. И то го искористивме овај период е за нас така малце попразен, бидејќи немаме така, нема тренинзи, спортски активности, и се одлучивме ова година да направиме една манифестација, едриличар на годината. Така, прв пат годинавате? Прв пат, да, прв пат, бидејќи веќе неколку години со ред во Струга не се одржува манифестација спортист на годината. А за нас е тоа и општо за спортистите интересно за да може да се заокружат резултатите од минатата година. И сите оние активности кои што сте ги спровеле во текот на годината. Да. И одлучивме ова година да ги наградиме најдобрите спортисти и спортските работници што дадоа допринос минатата година. Така. Кога станува збор за едрењето, постојат ли некакви податоци, Иван, колку луѓе ги поминале ајде тие курсеви, може да се наречат самите себе си едриличари во Струга? Има некакви податоци некаде? Точни податоци немаме, но мислам дека во Струга поминати се многу едриличари. Бидејќи сама Струга е нормално покрај езерото и секој сака да биде дел од тие активности, спортот е атрактивен, забавен. Имаме долга традиција, значи нашиот клуб е од греото е стварно да не Да, нашиот клуб е од 1972 година, така да од тогаш се поминати многу генерации на едриличари. Така. Доаѓаат луѓе кои што некојаш биле дечи, некои што биле членови, имаме, да. Не биле од најразлични причини, не биле, дали не биле Струга, дали ето заборавиле на едрењето, сакам да пробам сега, сакам да имаме и такви членови што се од порано, па доаѓаат нешто, некои да даваат уште допринос, некои сакат пак да пробаат да влезат во вода, така да има доста заинтересираност. Така, Маријан, кои категории, кои награди беа доделени? Вака беа доделени награди за спортски работници за сите оние членови кои ни помогнаа околу организациите и допринос во клубот. Имавме 5 членови кои ја добија таа награда и секако најуспешните четворица. Тоа беше Никола Чурковски за како најуспешен едриличар во 2017 кој се надпреварува на интернационално ниво. Илија Јовчевски кој беше едриличар на годината во класата Ласер. Мерт Лушо кој беше едриличар на годината 2017 во класата Оптимист до 12 години и Стефан Негриевски кој исто така беше во едриличар на годината во класата Оптимист во целокупниот пласман, пошто класата Оптимист е поделена на 12 години и генерално. Така, каде се одржа манифестацијата? Манифестацијата се одржа во кафе барот Регата во Струга. Имавме доста задоволни до ова првенче? Па да. Каков одзив имаше? Интересно. Каков интерес имаше? Па имаше доста одзив, доста од и постарите членови дојдоа. Значи имавме доста беа заинтересирани и помладиве генерации, постарите. Го искористивме настанот и да се видиме, да се подружиме, да поразговараме за плановите, за проблемите што ги имаме. Така да беше доста конструктивна самава манифестација. Така, Иван, ќе се вратиме на почетокот на тоа што разговаравме на самиот старт од емисијава, за тоа за колку убав спорт станува збор. Колку години си член на Снегар? Јас сум член
20 И кусур 22-3 години 22 веќе сум Те прашав за тоа инволвиран. колку си член, сега си веќе председател на Снегар, ме интересира колкавав е интересот кај младиве. И што вие впрочем и како клуб можете да направите се со цел да ги донесеме децата да влезат во ово, да се занимаваат со. Да, интересот е доста голем, бидејќи е многу атрактивен нашиот спорт. Значи, се работи во вода, ветар, самите маневри се брзи, имат адреналин. Интересот е доста голем, но тука се соочиме со проблеми во смисол на застарена опрема. Значи, стално треба да набавуваме нова опрема за да биде самата активност треба да биде прво безбедна. Значи, ние мораме да се погрижиме за безбедноста на едриничарите. Тоа е прети се. Да, тоа е основно. Иначе имаме доста деца, особено на почетокот на летото одржуваме и тренинг кампови, школи за едрење. Да, школата од минатата година или од пред 2 години, како започна? Мислам дека пред 2 години беше. Па пред 2 започна. Да. Имавме и порано такви школи, но сега веќе се Она е интензивира цела работа. како тело си работи конкретно во клубот. Да. И веќе има неколку, значи како се поделени во рок од 4 недели поминуваат повеќе групи на деца и кои што се заинтересирани, кои имаат повеќе интерес, веќе стануваат наши членови, започнуваат со спортското едрење. Така, што е статистиките, Маријан? Се зголемува бројот од година во година на деца или? Статистиките за жал не се баш на наша страна, ама сепак има интерес споро, но сепак се движиме према напред. Точно. Како ќе оцените 2017 година? Според бројот на активностите кои што ги спроведовте, според бројот на надпреварите на кои што вашите членови учествува, колку сте задоволни и што све избери она што според тебе ја одбележа годината во клубот? 2017 ја оценивме како исклучително продуктивна за нашиот клуб. Имавме доста активности, се раздвижавме на некои поли на поголем застој. Организиравме 6 или 7 регати, кои и првично се цел на клубот да има надпревари. Школата ни функционира, која беше организирана оваа година во соработка со Македонски олимписки комитет. Спортското лето, кое беше организирано заедно со Агенцијата за млади и спорт. Имавме прилично доста активности и како година мислам дека беше доста успешна. Така. Може би еден од најоние атрактивни, да кажем, моменти, кога станува збор за едрењево, се тие регати. Ги местите, условно да кажем, ги местите датумите, она кога е шпицот на сезоната, па малку и оние кои што ќе дојдат да ја видат струга и да уживаат. Стварно, навистина знае да биде гозба за очи. Да, ние започнуваме напролет, од мај месец. Интересни датуми ни се 1 мај, 24, 25 мај, така да доста регати се поврзани со поголеми празници за да има повеќе јавност, поголем број на луѓе да може да уживаат. Да уживаат, да се запознаат со едрењето. Така да, ево на пример оваа година имаме 8 надпревари, од кои што прво почнуваме во април, па после имаме за 1 мај, за 24 мај, па потоа после завршувањето на школската година и линденска регата имаме таа на 2 август, така да. Така да си се местат работите. Да. Колку сте членови, предпоставувам повеќе од 100 се, меѓутоа колку сте активно вклучени во менаџирањето, во управувањето со клубот? Така, активни спортски работници, да ги наречам, сме околу 10. Сега сме во нов помладен состав. И па имаме, можам да речем, некои 15 души кои што сме ангажирани на различни полиња, бидејќи вистина ние сме клуб и непрофитно друштво, но има доста работи што треба да се завршат, од извештаи, од изработка на календари, па потоа организирање на регати, значи и други спортски активности што се тоа се 8 надпревари кои што некој треба да ги организира, пошто сепак е
Нашата арена е езерото, но ние треба да го изработиме регатното поле, значи да се погрижиме за безбедноста на надпреварувачите, така да имаме доста активности и мислам дека засега сме добар Колку време е состав. потребно за да се организира една регата? И кои се други институции треба да ги вклучите? Не зборувам од финансиски аспект, тоа после. Така. Затоа малку подоцна. Меѓутоа, чисто онака, обично ги вклучуваме Црвениот крст, Црвен крст Струга, тие се, да речам, еден вид наши партнери. Тие се задолжени за безбедноста, исто и полицијата е секогаш известена, испраќаат своји представници. Општина Струга известуваме чисто да се запознаени дека има некаков настан. Така, претпоставам капетанија на пристаниште и Да, капетанија и езерска полиција. Да. Кои што се исто присутни за време на настанот. Така. Маријан, ето спомна и Иван, од неодамна ново раководство, нови во менаџментот, така да кажам, со оглед на тоа што и Иван си спомна, станува збор за буквално менаџирање и не толку едноставна работа. Од кои побуди, чисто онака освежување, станува збор за нова млада крв во клубот, со нови идеи предпоставувам, или нешто сосем друго? Не, се работа не за промена, него комбинација на искуство и млади сили кои се доволно ентузијасти и сакаат да се ангажираат што повеќе во допринос за самиот клуб. Така. Пошто не е само клубот, имат и едрењето, и правни работи, и менаџирањето, така да не беше потребно поголем фонд на ресурси кај што ќе можеме да ги искористиме и поголем број на луѓе. Предпоставувам имавте доволно време сега, колку време сте на позицииве, 2 недели, како се од пред нова година? Па да, од пред нова година. Од пред нова година, ете 2 недели. Сега видовте, впрочем, имате еден така барем убав увид со што ќе треба да се занимавате. Да. Ве фати страф малку или? Не, ние и порано бевме активно вклучени во самата организација на клубот, така да немавме некој длабок рез на ресурсите како што спомна Маријан. Така да сме доста запознаени со состојбата во клубот и имаме голем мотив да ги задвижиме работите, да го подобриме клубот, да се активираат повеќе членови, да имаме повеќе спортисти. Имаме и доста интересни планови, проекти што планираме да ги реализираме. Да, ќе ни откриете тоа во вториот дел од емисијата. Меѓутоа, исто ме интересира она што е за еден едриличарски клуб, не знам ќе се согласите или можеби нема да се согласите со мене, многу важно, се тие секако учества на меѓународни надпревари, сето ова што го кажавте претходно за да добие некаква смисла. Да. Сите тие активности, колку е тешко, колку е лесно, прашање било кој од вас двајца, ако можете да ми го одговорите, и да се приберат и средства и да се учествува и спортов е навистина атрактивен, меѓутоа спортов е навистина скап. Да, едрењето е доста скап спорт, бидејќи опремата, пловните објекти се навистина скапи, не се ефтини, особено што ние имаме класи што се олимписки. Олимписките класи стално треба да се обновуваат, значи цените на самите објекти се доста скапи. Меѓународни регати, па имавме еден застој од некои 2-3 години. Немавме голема активност на меѓународен план, па сега започнуваме сега нема многу имаме мал меѓународен календар, засега имаме 2 регати меѓународни што сакаме да ги посетиме. Едната е во Бодрум, во март месец. Таму ќе имаме еден или двајца наши представници. И потоа во план е да земеме учество на Балканското првенство, што се одржува. Каде годинава? Па уште немаат конечно изгласано балканскиве земји каде ќе се одржи, претпоставувам Бугарија или во Грција, не знам точно. Така да тоа ќе бидеме во дел од репрезентацијата на Едричарската федерација. Тоа е во план. Ние повеќе сме насочени на нашиве регати, на домашните, бидејќи од тука е базата. Така.
За да направиме добар едриличар мора прво дома да направиме, да почнеме да едриме, па после да се настапи на меѓународни регати. Така. Иначе во минатото имавме доста активности. И Меѓутоа, како што кажав, тоа се изискува и многу пари. Да. Да, транспорт, имаме еден член што е моментално во Австралија и тој е доста активен на меѓународен план. ве застапува член на клубот. Да, член е на ЕКА Снегар. Така. Членуваат и во австралиски клуб, но Во која класа едри? тој во Ласер. Во Ласер? Да. На меѓународни регати е како член на ЕКА Снегар. Така. Има резултати некакви? Па има, добар е дечкото. Значи на европско првенство беше лани, на светско не знам дали беше. На светско, Па супер. Да. Олимписка недела во Сплит, така да е прилично активен на... Да, активен е. Ако не е тука, доаѓа налето предпоставува. Па да, беше дојден сега. Да. Така кратко. Во текот на целава година, пошто европското, светското се различни термини, така да во текот на целава година е активен. Пошто ти си задолжен за тие технички моменти во клубов, колку сте задоволни, колку си задоволен ти од односов кој што си имате со едриличарскава федерација на Македонија? Може ли тука нешто повеќе да се направи, може да помогне повеќе или? Па првично за сега, пошто и таму раководството претрпе некои смени, сме доста задоволни, имаме одлична комуникација, не само од финансиски аспект, него и во сите аспекти добиваме и помош и поддршка, така да можеме да го оцениме како доста продуктивно и доста корисно. Колку активни има едриличарски клубови во Македонија? Каква е мапата на територија на нашава држава? Во Македонија мислам... Да кажеме дека функционира ето како вашиот едриличарски клуб кој што функционира цаглам со сите нишани. Мислам дека не сме повеќе од 3 активни. Многу голема федерација. А како клубови сме 5. Добро, како наши, ако гледаме сме прилично да, иначе има и доста помали клубови кои се занимаваат со виндсурф, со стендап педалинг. Исто така имаме доста добар клуб, ново формиран, нов ветар од Скопје, тие се занимаваат со јахтинг едрење. Тие предпоставувам учествуваат на регати надвор, ваму, таму. Да, сега прва регата има во Грција. Имаат активност, не е толку лошо. Ние вистина сме 3 клуба што сме поче спортски ориентирани кон олимписко. Сите 3 клуба се тука на езерово наше? Да. Што е со другиве езера? Па тука има застој. застој. Впрочем на Преспа, Дојран. Да, порано пред 15 на години имаше надпревари на Мавровско езеро. Значи со даски одевме, се надпреварувавме, имаше дружење. Тие беа од 2 клуба од Скопје, мислам дека имаше во тој период, така да беа активни, сега нешто затаи работата. Порано има старите раководства на федерациите има некакви планови да се развиете едрењето и на Преспа и во Дојран. Ти си малку поголем авантурист си едрел на другиве езера? Да. И кои услови ги имаат? Па има. Од оние природни моменти. Да, во Дојран има одлични услови. Дојран според мене е најдобро езеро за едрење. Ако е мало, ветар имат постојано, така да доста и топло е езерото, така да многу убави услови имат таму. Така, Преспа претпоставувам си. Преспа е исто добро, Преспа е слично како нашево езеро, така да во однос на ветарот. Али Дојран штета што нема некој клуб. Ние имавме некои контакти со минатиот градоначалник на Дојран, но некако не успеавме доволно да ги, можда и тоа е наша вина што не успеавме да ги малку да ги мотивирате повеќе. Да ги мотивираме, да. Сепак е тешко да се формират еден спортски клуб. Најголем проблем се нормално финансиите. Пример, еден оптимист е околу 3000 евра, тој оптимист е за ова најмаливе. Ласерот е околу 6000 евра, Финот е 10.000, така да не зборуваме понатаму. Да, мислам дека тоа е други си она се друго пропратно што треба. Бонус. Што е сигурно уште толку. Да. Мислам дека тоа е главната причина што не може да се развие, да имаме повеќе клубови. Така. Ајде да направиме една пауза, да се одмориме со блок реклами и потоа ќе се продолжиме со разговорот.
Ќе направиме малку муабет за се она што ве очекува вас и претпоставувам сите љубители на едрењето во ова 2018 година. Може? Одиме почитувани гледачи со блок реклами, а потоа продолжуваме понатака со рекламата. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Камин на пелети, карина од 10 киловати, од екошпар, загрева до 100 метри квадратни. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет до 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Туристичка агенција Елида Тур. Ваш партнер во креирањето на највозбудливите, најубавите и незаборавни патувања и одмори. Вие само посакајте, ние сме во чекор со вашите очекувања. Избери боја, избери чувства и избери дестинација со Елида Тур. Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Еде, почитувани гледачи, после кратката пауза за реклами, продолжуваме понатака со рекламата, продолжуваме со разговорот со моите денешни гости, зборуваме за едрењето, Иван Андреевски, председател, и Маријан Гардановски, секретар на едриличарскиот клуб Снегар од соседна Струга. Одбележаа многу убав настан изминатиот викенд, доделија награди на најдобрите едриличари. Се извинуваме сите оние кои што значат нешто за овој спорт тука во нашиот регион. Самиот крај од првиот дел од разговорот го
резервиравме за најава за тоа за што ќе зборуваме во продолжението на емисијата за сите оние планови кои што ги имаат за оваа спортска едриличарска 2018 година и сите нивни активности. Го прашав Иван Маријан од кога се занимава со едрење. Ти колку години си член на Снегари? Јас сум член 12 години. Ти си 12, тој 20 и 12, Џомби сте и двајцата. Од помладата генерација. Добро, не ме прашав и двајцата. Некој од дома се занимаваше од вашите или чисто онака си беше љубов на прв поглед, гледаше дрилица и... Кај мене почна целата работа со едрење на даска. Значи, колку имав 12-13 години, еден од фамилијата од Германија донесе даска, ни ја остаде и почнав да... со едро... Да, да. Аха. И така почнав да едрам јас, па после се вклучи и татко ми, сега и тој е дриличар, така да... Можам да речам дека... ти стана прво едриличар, па после татко ти? Да. Супер. Го навлеков. Ти, Маријан? Мојата приказна започна со еден мој школски другар кој доста добро се дружевме. Тој беше член и онака чисто да видам за што станува збор. Појдов во едриличарскиот клуб и онака некако ме привлече и останав на тој спорт. Така. Ви доаѓа желба да влезете во овото зимно време? Секојдневно. Зимно време да пробаш. Знаеш дека не се сега условите, ама ето јас би. Доаѓа. Како помал јас тренирав, сезоната ми почваше од февруари. Имав опрема, све тие работи, почвав со тренинзи доста рано. Сега веќе ладно е. Иван, зборуваше ти впрочем за тоа колку внимание треба да се посвети, особено во оној дел каде што е школото, училиштето за едрење, за таа безбедност. Меѓутоа, во насока на таа опрема, што ја кажа, што све, кои се оние основни работи кои што од опремата мора да ги поседува еден едриличар? Па, самиот едриличар од основна опрема мора да има одело, и тоа зависно временските услови. Може да е зимско, може да е пролетно одело, задолжителен е појас. На појасот нормално свирче, сигнал за сигнализирање. Од сопствената опрема е горе-долу тоа. Сега нормално тука е дрилицата и за безбедноста е многу битно да се имат соодветен чамец. Значи не е обичен како обични векајчина, него ние на едрење користиме рип. Тоа се гумени чамци со пластично. Гумени кои што се брзи. Да. И тој го користиме од два аспекти. Едниот безбедносен, а другиот е за да може тренерот да биде во близина, за да може да им објасни на децата каде грешат, каде да се поправат. Тоа е битно и сакам да истакнам дека ова година веќе во тек се набавките на еден таков чамец. Минативе години тоа го немавме и ни беше проблем, голем проблем беше за тренерот да може убаво да им објасни како да го завршат тренингот. Друго е со метален чамец, па маневрирање, па да, не можеш доволно, бидејќи едрилиците се пластични, многу лесно може да се скрши, така да сега е веќе по-сигурна целата. Така. Има ли, Маријан, предуслови кога едно дете сака да се занимава со едрење? Има ли предуслови кои што треба да ги исполнува за да биде членот од таа школа за едрење? Претпоставувам дека мора да знаат сите да пливаат и претпоставувам дека ги проверувате, дека постои некаква проверка пред да дојде да се занимава. Еден од условите мора да знаат да пливаат добро и да имаат желба да напредуваат и да се едуцираат. Другото све останува на школата за едрење, ги запознаваме. Првите тренинзи се копнени, ги запознаваме со пловилото, деловите, начинот на едрење и постепено, после неколку денови може да се запознаат со практично едрење во вода, како све тоа изгледа. Следната недела добиваат инструкција околу регатните правила, како све изгледа на регата, кои се начините на едрење, тактичкиот дел. Така. Значи си имате план и програма, претпоставувам, во училиштето по кој што функционирате и како треба да се одвиваат сите активности, меѓутоа друго ме интересира што претпоставувам немате во тоа, како се справувате со родителите? Тешко прашање. Некои родители се доста флексибилни, доста добри.
Нема место ни за паника. Затоа што има родители кои што сакаат своите амбиции, кои што некојаш не ги исполниле, за разлика од татко ти кој што дошол после тебе, кои што сакаат нивните деца и јас сум едрил па има да едриш, ама не сакам во вода да влезам, али ша има вез. Да, имат и такви моменти. Секојаш има некој таков амбициозен родител што не си исполнал, точно го лоцира моментот, па сега преку детето, но сепак А вие гледате како некој што работел со деца дека детево дека не одит. Или се плаши или едноставно нема желба. Да, обично и самите деца ако некој не е за тој спорт се откажуваат лесно, така да. Не е се до родителот, значи тој не може да те натера тебе ти да едриш, Она што е интересно во другите спортови, со оглед на тоа што голем број од представници од најразлични спортови ето ми биле гости во голем број на емисии и секогаш ги прашувам, тоа е секако колкавов е интересот кај девојчињата. Затоа што ги има, особено ето ќе кажам, ќе спомнам за боречките. Вештини ги има многу девојчињата. Каква е ситуацијата во едрението? Имаше и тука во Охридските едриличарски клубови имаше, мислам дека еден период имаше дури и повеќе девојчиња. Каква е ситуацијата во Снегар? Колкав е интересот во Струга? Па годинава доста добар. Имаме едно девојче кој се занимава активно и уште неколку кои се почетници, па се надеваме дека и следнава година ќе имаме уште поголем број на девојчиња. Така. Имате, со оглед на тоа што кажавме дека ќе зборуваме во вториот дел за програмата по која што сакате и претпоставувам целта е и да се изреализира за 2018 година. Меѓутоа, колку планирате да се држите по неа или има нешто што може да излезе во последен момент и нешто што е надвора што сериозно размислувате? Да не кажам, ајде, не е во камен запишана, па нема да се менува. Јасно, програмата кај нас е променлива, може стално да излезе нешто ново. Ето, например, сега таа програма што усвоивме пред еден месец, сега веќе има нови моменти, можеме да веќе е надополната, така да имат доста активности. Регатите, тие се 8 надпревари, што веќе не е проблем за тоа организацијата. Нас не ни представуваат проблем, бидејќи многу години до сега имаме организирано, имаме доста искуство во организација на регати. Тука потежок дел ни е финансискиот, бидејќи имаме предвидено набавка на нова опрема. Сега од тука ви спомнав, чамесот е веќе во тек на набавка, така да тоа е завршена работа. Имаме план да се набави еден ласер и уште 2 оптимисти. Како ги вршите, Иван, оние поправки кои што се, да кажем, помали зафати кои што треба на пловните објекти да се прават? Ви помага некој, има ли некој тука во регионов или мора да ги ваѓате надвор, да одите во друг град, да ги транспортирате? Па, поголемиот дел на поправки сами ги сервисираме, бидејќи нашиот клуб покрај спортскиот дел има и секција за моделарство. Значи, постарите членови дури произведуваат едрилици. Покрај тоа што пред некоја година произведоа 4-5 едрилици 7,5 метар. Кога започнав некаде пред 7-8 години, може да има и повеќе, 9 и 10 години, кога започнав да работам во телевизијава и правев прилог со некои од постарите членови, не знам, може да е вовода веќе, претпоставувам дека е вовода за една огромна едрилица која што има направена од дрво. Од дрво? Да, цела беше дрвена. Знам, пред 10 години направи од плексиглас, тие беа 7,5 метри. Да, огромна беше, чекаа мотор, не беше, ovo дрвена беше, колку што знам. Во некое поле беше таму во Струга. Таа сега оваа година треба да ја пуштат. Значи туште не е? Да, таа е 8 или 9 метра, мислам. Огромна беше, да, знам дека Блегов од дрво е доста добра. Собственикот ја изработи полека, ама навистина е добра. Да, баш она рече за своја душа. Да, таа е вистина добра едрилица. Така да се навратам на поправките, покрај тие големите изработуваме и мали едрилици од 1 метро, тие се радиоуправувани модели. Така да доста членови имаат големо искуство во
во изработкава на материјалот, така да и самиве поправки ги изработувам, ги сервисираме во нашиве простори во клубот. Има посебен дел каде што е специјално наменет за сервисирање, за поправка на едрилиците. Два оптимисти, еден ласер, рип 1, 10 појаси, 10 одела и јажиња по спецификација. Ова е она што го планирате, со што планирате да се подновите годинава. Да. Она што е неопходно, што мора да се замени. Појасите се мала ставка, така да не е проблем за појасите, а се многу важни, бидејќи безбедноста е на прво место. Од тука имаме веќе средства и за еден ласер, така да чекаме во соработка со Агенција млади спорт, Општина Струга, морам да ја спомнам, и Едричарска федерација на Македонија, очекуваме помош и за останатите и уште за оптимистите, да можеме да ги обезбедиме. Сега, како млад и амбициозен тим, ќе се зафатите со нешто малку поголемо оваа година, тоа е реконструкција на клубскиот објект. Да. Од она што можам да го видам овде, многу работа ве чека. Да, имаме доста работа. Значи, инфраструктурна. Да, реконструкцијата. Посебно овој дел е интересен за пристапната патека до вода. Да, тука имаме сериозен проблем на градската плажа, на Машка плажа, бидејќи пред нас, каде што е клубот, пред нас све поставено со лежалки, има туристи тука, така да пристапот ни е отежнат. Имавме пред 3 недели еден состанок со надлежните од Општина Струга. А тој дел од плажата е на клубот? Не. Не? А сте разговарале со локалната самоуправа да ви отстапат дел пристап? Да, баш пред 2 недели имавме еден краток состанок и ни објасна дека тука на растојание од 50 метри од клубот имаат предвидено еден пат кој што е наменет за сите оние кои имаат пловни објекти, така да може да го користат. Тоа е, не знам како е правно регулирано, то сигурно не е општинско место, бидејќи е крајбрежен појас, но тој се користи за влез и за излез на едрилици, бродови, чамци, и самиве глисери. Плаживе се државна собственост. Да, државни се. Собственост на Република. Така да тој дел можеме да го користиме и ние. Со тоа што имаме план и сега во моментов изработуваме проект, тоа да го обезбедиме, бидејќи и сега се узурпира од туристите, од граѓаните што сакаат што летуваат тука. Така да сега планираме да го обезбедиме добро со помош на Општина Струга и на комуналната инспекција. Така. Тој дел да остане да е наменет за тие што за сите оние кои што имаат пловни објекти, и од клубов претпоставувам да го користите за... Да, тоа не е голем дел од плажата, тоа се некој, не знам, 4-5 метра во ширина и 20 метра, тоа не е ништо. Така да планираме оваа година ние да го обезбедиме. Така да делумно го решаваме проблемот. Порано немавме таков проблем, бидејќи одма... Така, најавувате и санација на објектот каде што е сместен клубот, од кровни конструкции до врати, до зидови, тука ќе имате работа. Да, имаме доста работа, веќе се зафативме со внатрешно уредување на канцеларијата. Клубот има хангар, каде што ги чуваме едрилиците, и канцеларија. Канцеларијата во наредниве 2 недели се надевам дека ќе се реновира. Хангарот е многу важен. Да. Така да кровната конструкција, ако успееме оваа година да ја средиме, би било... Ке каже, ево секретаров со финанси се занимава. Следново прашање, за тебе имате ли некаков план, некаква стратегија за да се обратите не само кон институциите, федерација, локална самоуправа, меѓутоа планирате ли малку да се обратите кон бизнис секторот во Струга со оглед на тоа што зборуваме за спорт? Не е ова некоја работа? Нешто со што ги ангажираме младиве да се занимаваат здраво, да живеат? И колкава е впрочем интересот ако сте се обиделе? Поголемиот дел што е изработено во клубот беше допринос од самите членови, со плаќање на членарина и другите работи. Оваа година изработивме
бизнис план кој ќе го доставиме до сите бизнис, до целиот бизнис сектор кој е заинтересиран да инвестира. Тој бизнис план се состои од рекламирање, односно брендирање на едрилициве со самото лого на фирмата. Така. Исто така, покрај бизнис секторот, планираме да ги искористиме и овие некои даночни одлеснувања што се со Агенцијата за млади и спорт. Имаме некои буџети и донации. Така. Исто имаме доста, така да се надејаме дека финансиската конструкција ќе биде заокружена онака како што имаме замислено. Тоа е најтешкиот дел од функционирањето, претпоставувам, на еден клуб и од бркањето на средства. И бркањето на средства тука останува и годинава школата за едри. Продолжува да ќе функционира. Школата е основен проект што ние мораме да го реализираме, бидејќи од тука ги црпиме нашите едриличари, така да школата е веќе предвидена да се одржува. Не знам во кои термини тука Маријан можда повеќе. Школата ќе се од почетокот на април ќе почнеме со презентација на малку повеќе ќе ја промовирате, претпоставувам. Да, по самите школи, за да видат, да има директен контакт самиве деца за што точно се работи, а додека од мај месец ќе почне практично до запознавање со сите заинтересирани членови. Исто така во склоп на школата ќе организираме и 2 тренинг кампа. Тие тренинг кампа ќе се и за почетници и за оние сите едриличари кои сакат да се усовршат. На тие тренинг кампа ќе има меѓународни тренери, искусни тренери кои ќе ги согледаат проблемите на секој едриличар и ќе го насочат како понатаму, на што треба да се доработи, на што треба да се обрне повеќе внимание, каде да се подобри, каде да се намали. Така. Успешен момент минатата година беше на отворен ден на едрењето, ќе го повторите, претпоставувам, и годинава. Да, ден на 5 мај како беше. Ден на водни спортови. Ден на водни спортови беше, да. Не беше 5 мај, него на 8 септември се беше. Да. И тоа ќе го направите повторно? Да, тој беше многу успешен проект. Се одлучивме покрај едрењево да ги вклучиме сите. Да, имаше пливање, да. Да, имавме кајак, веслање имавме, едрење и суп, тоа е стендап педал. Да. Така да се собравме доста љубители на водните спортови. И мислам дека постигнавме многу добар ефект. Имаше и од други градови учесници. Се постигна многу голем ефект општо за сите спортски клубови. Ние бевме носители на настанот, така да цела Струга се потсети дека во Струга имаат такви интересни спортови што може секој да ги практикуваат. Ова година имаме и отворен ден на едрењето. Тоа е во календарот, мислам дека е за 5 мај. Така сакаме да почнеме да го отвориме едрењето за нови членови, да се заинтересираат по големата јавност, по широката јавност, да може да земите учество. Така да предвидено е секој што сака да проба, да види, да влези во ово, ние тому го возможуваме со нашите членови, да едрат заедно, да види што да види за што се работи. Каков спорт е, да почувствува. Додека не влезеш во вода, не можеш да знаеш колку е убаво и колкава одговорност. Има еден интересен момент кој што го планирате годинава, тоа во насока е секако на подобрување на финансиската ситуација на клубот, тоа е планирате изнајмување на дел од пловните објекти. Да. За приватните. Од каде е иницијативава? Иницијативата е потекнува од тоа што во последниве години веќе имаме во Струга и во Охрид доста туристи. И сметаме дека може да влези во туристичката програма на некои од угостителските објекти, на некои од објектите, на туристички агенции, така да ние располагаме со 4 приватни едрилици кои што тие се од нашите членови. Така. Кои што ќе ги издавате, претпоставувам, и ќе има и екипаж да им покаже на луѓето, не само ќе го дадеме. Секоја едрилица оди со скипер. Тој исто од нашиот клуб едриличар. И предвидено е да се прават тури, сега зависно може да биде целодневна, може да биде од 1 час, од 2 часа. Исто на располагање ни се и
Значи, ласерите може да ги изнајмуваме, даските за едрење, доста атрактивната суп, тоа е даска со весло, така да има доста простор каде што можеме да направиме некој финансиски резултат. Така нешто да се добие. Да, за да можеме да се покриеме со другите трошкови, така да. И за самиот крај од разговор, кога влегувате во вода? Тебе не те прашувам, ти можда и си започна веќе. Кога официјално започнуваат тренинзите? Тоа ќе чекате на 5 мај или април ќе биде? Пред мај планирано е. Па негде април веќе по искусните членови можат од април месец. Дечина ќе почекаат малку да влезат во вода. Да. Мислам дека е сосем доволно од тие 3 месеци јуни, јули, август. Па иако се поводи септември, предпоставувам дека и во септември. И септември е добар. Водата уште топла, така да. Да, и септември знае да биде оваа година, имавме супер септември месец. И доста ветровито е септември, ние го сакаме како месец. Мене ми останува уште да ви се заблагодарам за учеството во емисијата, но ви посакувам да си ја реализирате програмата за годинава, ви посакувам многу членови и ќе се видиме повторно. Ви благодарам на поканата. Така. Сега наредно ве чекаме во Струга да не посетите. Така, ќе дојдеме да видиме како изгледа, може би ќе влеземе во некој. Да, сега. Оптимист во некој лас. Ви благодарам уште еднаш, вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието.